вечер во топ тема. Јавноста е во исчекување блокада од Франција или добрат вест која ќе ни ја донесе Германија. Додека го чекаме исходот од самитот на европските лидери и одлуката веројатно ќе ја знаеме во петок дали ќе биде позитивна или негативна, за тоа какви ќе бидат последиците за Македонија, вечерва дебатираат Антонио Милошовски, пратеник на ВМРО ДПМН и поранешен министер за надворешни работи, и Андреј Жирновски, заменик министер за надворешни работи. Добро вечер, благодарам за поканата. Добре дојдовте. Пред да почнеме со дебатата, денеска во Брисел пристигна премиерот Зоран Заев, таму се веќе шефот на дипломатијата Димитров, вице-премиерот Османи, во последен обид да ги убедат лидерите на Европската Унија да го испорачаат она што го ветија уште пред една година. Во Брисел е нашата Марија Дивитарова. Марија, што се случува во моментот? Какви се твоите впечатоци? Дали има некакви сигнали за евентуалниот исход од лидерскиот самит утре и задутре во Брисел? Сања, сега се уште е се на ниво на шпекулација, бидејќи никој од дипломатите овде не се осудува со сигурност да каже што точно ќе се случува, имајќи го предвид тврдиот став на Франција. Морам да кажам дека оценките во пресред на утрешниот самит околу датумот за преговори за Македонија натежнуваат дека лидерите нема да донесат одлука за почеток на преговори за Македонија. Всушност, можно е да дојде до судир меѓу оние земји кои што се залагаат да има одвојување на датумот за почеток на преговори за Македонија и Албанија и меѓу оние земји кои што сакаат двете земји да одат во пакет, но пред да дојде таа дебата треба да се согласи Франција да го прифати всушност она што беше предлог на финското председателство, за кој што не успеа да се усогласат министрите за надворешни европски работи вчера во Луксембург, а тоа е начинот на преговори, методологијата на преговарање да се менува паралелно со почетокот на преговорите за Македонија. За сега и покрај сите повици на македонската влада, на комисијата во заменување на која се повикува на претходниот извештај во кој што се препорачува давање на датум за преговори за Македонија и Албанија, тешко дека ќе стигнат до Франција и сите прогнози се дека лидерите утре до последен момент ќе се натегаат околу ова прашање. Не го знаеме исходот од средбата меѓу францускиот председател Емануел Макрон и германската канцеларка Ангела Меркел, што може да се направи. Тие се вечерва нели во Тулуз, пред утре да пристигнат рано во Брисел. Оценките се дека ова ќе биде долг, тежок самит со жолчни дискусии заради две теми и ради проширувањето, но и она што европската јавност е повеќе во исчекување што ќе се случува со Брекзит, дали ќе има Брекзит со договор или без. Сања. Марија, во моментот тече пресконференцијата на Емануел Макрон и Ангела Меркел во Тулуз, така да во текот на вестите ќе имаме и отаму вест дали е спомената Македонија кој бил одговорот на Макрон. Меѓутоа во Брисел пристигна Заев, таму се веќе и министрите, со кого тие се среќаваат и до кого тие ќе апелираат Македонија да добие позитивна одлука. Сања, клучна е средбата со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, бидејќи се очекува и веќе е потврдено она што вчера го кажа финското председателство, тој да го стави предлогот за проширувањето, односно прашањето за доделување датум за Македонија и Албанија на маса. Клучен ќе биде исходот од таа средба и сигналите колку Туск ќе може да издействува, да влијае на советот на европските лидери утре на
на самитот, бидејќи комесарот Хан, кој што предмалку се сретна со премиерот Заев, се виде и со министерот Димитров и со вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, го кажа веќе познатиот став дека Европската комисија е сосема јасна, дека веќе даде препорака и дека сега очекува од лидерите да ја потврдат таа одлука. Оптимизмот кај комесарот Хан не стивнува. Тој се надева дека до последен момент, како што рече на пресконференцијата после средбата со премиерот Заев, дека во петок ќе има што да се слави, но сепак клучна е таа средба со председателот на Европскиот совет Туск и да се види што тука може да се направи, иако во позадина цело време и министерот Димитров и вице-премиерот Османи и во Луксембург и овде во Брисел ги користат последните часови да лобираат со делегации на различни нивоа и да ги презентираат аргументите зошто Македонија заслужи да добие датум за почеток на преговори со Унијата. Сања. Ти благодарам. Тоа беше Марија Дивитарова од Брисел, која останува да го следи и самитот на лидерите утре и задутре. Господине Милошовски, ја слушнавте изјавата на премиерот Заев, еврокомесарот Хан. Тој апелираше така драматично до Европа да не ги гасне звездите за Македонија и дека последиците би биле лоши. Како ја коментирате сета ова посета на владината делегација? Што може и како да влијае? Добро, најпрвен тоа што сакам да го кажам е дека посетата на премиерот Заев на Брисел е закаснета и не е на вистинското место. Заев, доколку сакаше да направи посета во вистинско време и на вистинско место, требаше пред 1 или 2 месеци да има официјална посета на Париз. А македонската дипломатија, доколку беше посериозна, требаше однапред да алармира пред едно полугодие дека Париз е клучната точка каде што треба да се вложи дополнителен напор за да се објасни дека Македонија го заслужува датумот од 2009 година наваму па и денес. Затоа сметам дека она поговорката "Касно стиже Марко на Косово поле" дека е нешто слично и за премиерот Заев и неговата посета во Брисел, бидејќи очигледно е дека комесарот Хан, ниту пак председателот на Советот Туск, ниту предходните комесари или председатели на комисијата не биле проблем за Македонија. Позитивната препорака Европската комисија секога знаела на еден добар начин да ја презентира. Но ако немате едногласност и консензус во Советот на министри или на шефови на држави и влади, тогаш немате одлука. И она што јас би сакал да се случи е да се случи пресврт некаков, иако е многу тешко да се прогнозира таков пресврт, бидејќи председателот на Франција Макрон не изгледа дека е лабилен политичар како што е Заев, па ги менува ставовите зависно од тоа дали сме во некој предизборен или постизборен период или има некое контраверзно интервју или сака да се истакне за внатрешно политички цели. Имавме еден случај на Словенија, кога ја притискаше и блокираше Хрватска по однос на финализирањето на преговорите за билатерален спор, но друго е кога земја од рангот на Словенија во рамките на ЕУ ќе постави некои услови и ќе ја држи пречката одредено време. Не е невозможно, возможно и за помала земја членка, но притисокот на другите земји членки може да биде поефективен за таквата пречка да се отклони. Во случајот со Франција, јас мислам дека проблемот е посериозен и дека владата и Министерството за надворешни работи не доволно сериозно и одговорно во последниве година дена му пристапиле на ова прашање на односи со официјален Париз. Господине Жерновски, задоцнета ли е, дали МНР неодговорно пристапи и постапи? За жал, очигледно ќе гледаме вакви размислувања на поранешен шеф на дипломатијата. Се надевав дека до после момент дека ќе видиме барем од оние што воделе МНР конструктивен пристап. Очигледно дека и господин Милошевски и партијата сака докрај да
ја нападнат владата, ако внимателно го следевме тоа што го кажа еврокомесарот Хан на пресконференцијата која што заврши пред колку саат са пипал, тој кажа, цитираме, почна пресконференцијата дека не познава друга земја не на Балканот, не во регионот, туку во Европа, која што за 2 години направила ваков пресврт. И дека Македонија, Република Северна Македонија испорачала се што е побарано од нејзи, дека сега се на потек лидерите да го верификуваат тоа. Ми е многу жал што господинот Милошевски вака настапува. Ние ќе проискутираме денеска каде беше и дипломатијата и нашата држава во периодот кога тој беше министер за надворешни работи, како дојдовме од тоа да бидеме заробена земја и како е направен пресврт за 2 години кој што е волшебен на некој начин, затоа што од блокирана земја која што е апсолутно блокирана во евроинтеграцијскиот процес и НАТО и Европската унија, земја која што во мандатот на ВМРО да помене има комплетно блокирани односи со комшиите, со соседите, доаѓаме до ситуацијата да тие денеска нас не поддржуваат. Не се. Јас сепак вечера ќе се концентрирам на тоа што очекуваме, што треба да правиме понатаму и останам еден, ајде кажам, умерен оптимист дека ако не во четврток, најверојатно во петок, како што кажавте, ќе се донесе, ќе завладее разумот, ќе биде прифатен притисокот од сите останати земји и дека ќе го започнеме преговарачкиот процес. Тоа не значи дека веднаш ќе влеземе во Европската унија, но значи дека ќе бидеме наградени за она што го сторивме сето во овој период. 4 теми кои што ни беа закажани очигледно веќе не се причина да не се додели почеток на преговорите и ќе се обидеме се она што беше набележано во последниот извештај, тоа Македонија дека е звезда Shining Star, дека е звезда што сјае. Ние ќе продолжиме понатаму да сјаеме без разлика на ставовите на Милошевски или на ВМРО. Господин Милошевски, но владата факт е дека добивала ветувања, значи добивала ветување од германската канцеларка Ангела Меркел дека ќе добие датум за преговори ако се реши, кога ќе се реши спорот за името. Тоа се реши со преспанскиот договор. Имаше еден твит од Вучич кој вели дека самиот бил сведок кога Могерини им кажувала дека е тоа завршена работа, но сега како да и верува на Европската унија кога треба да склучи договор со Косово? Па именно таквите изјави и на Могерини, и на Вучич, и на кој да е друг. Значи имало некакви гаранции, не е дека нема. Ситуацијата и неизвестноста во Македонија уште потешка. И се гледа дека цената која што е платена е преголема, а добивката е неизвестна. Како вие ќе се осигуревте да бевте на местото на Заев? Кога правите било каков договор, настрана да не навлегуваме во содржината на договорот. Ако гледате структурата на договорот, двете страни мора да имаат гаранција дека концесијата на едната страна ќе има осигурителни алатки кај другата за да има гаранција дека ќе се остварат. Словенија и Хрватска го решија тоа на таков начин што заедничкиот компромис или договор го фокусираа и го ефектуираа да влезе во сила во моментот кога Хрватска ќе стане полноправна членка на ЕУ. И двете страни се мотивирани да стигнат до таа точка, Хрватска заради членството, Словенија заради компромисот кој што го постигнала. Затоа сметаме дека овие гаранции, доколку биле дадени, треба тоа да го каже премиерот Заев, кој му ги дал, од кого треба да бараме одговорност. Дали треба да бараме одговорност од Заев, кој што каже во јуни за белгиски весник Лесоар, доколку нема датум за преговори, ќе си поднесам оставка. Или треба да ја бараме од Могерини, која што од утре не знаеме на која позиција ќе биде, нам ништо не ни значи. И затоа сметам дека македонската дипломатија требало навреме да алармира дека расположението на Париз не е соодветно со очекувањата на Македонија. И ако веќе се потрошило толку време на средби, не викам дека не е битно да се посетат и Макрон други испрати земји. видео порака кога се склучи преспанскиот договор до граѓаните на Македонија, поздравувајќи ја одлуката. Сериозни државници и дипломатија, ако ја лоцираат таа точка, ќе направат се за да стигнат до официјална средба со Макрон. И тоа требало да се случи 6 месеци порано од денес. И да се разговара за да знаеме на што сме. И да му се приложат, може би, објаснувањата и на Могерини, и на Меркел, и на други. Ние вака се доведуваме во една незавидна ситуација,
да имаме она што го каже господинот Джерновски, што го констатира Хан, нема ни една држава која што го направила тоа што го направила Македонија. И точно е. Значи нема ни една држава која што во мирнодопски услови уставот кој што од Роберт Бадентер, значи францускиот најпознат правник Бадентер, уставот го прогласи за современ европски и му даде евалуација уште во времето кога председател беше Киро Глигоров, вие го менувате неповратно, без заштитни клаузули и одржувате контраверзен референдум, сите ги повикувате дека излезете, гласете за и од утре имаме Европа на дланка, а сега цела држава е во неизвестност за тоа дали денес, утре или задутре ќе добиеме или нема да добиеме датум за преговори. И очекував овие констатација, си имам точен преглед за тоа колкав број на средби имал министр Димитров, нашето министерство и премиерот Заев со времето кога бил господинот Милошевски министер и кога е Груевски премиер. Тоа е споредбата, господин Милошевски, ако вие кажам, ќе треба да ја прекинеме емисијата, бидејќи е неспоредливо. Колкави се средбите, кој се има дојдено кај нас и како заврши на крај владата на Груевски или министерството вие што го предводевте. Вие, кога дојдете на власт, изјавувате, бидејќи немаше интернет, ќе ви покажам медиуми. Милошевски. Во НАТО ќе влеземе 2008 година, а во ЕУ ќе влеземе 2012 година. Се согласувате? Зошто не влеговме? Што мислите, зошто не влеговме? Не влеговме затоа што имавме проблем блокада од Грција, тоа беше јасно. Не го знаевте кога излеговте и директно ќе го решите проблемот. Ние знаевме зашто сме блокирани. Значи, оваа влада тврди дека нема никакви пречки и дека ќе поднесе оставка доколку не требаше да добиеме влеземе датум. во НАТО пред 11 години. Зошто он за НАТО? Гледате како се обидуваат представниците на ВМРО да ги избегнат темата НАТО. Па слушам да цитирам господин Милошевски, целта и добивката. Денеска две земји го ратификуваа протоколот за влез на Република Северна Македонија во НАТО. Останаа 5 земји. Беа така, ние сме 30 член, беа 29, останаа 5. И влезот во НАТО, вие не на мене, на граѓаните ќе им кажете дека нема никаква добивка. Прв пат да бидеме признаени како држава, прв пат други да не одлучуваат за безбедноста на државата, туку ние. Јас не ви се Што не беше тоа поставено како прашање на референдумот? Можеше да биде НАТО единственото прашање. На премиерот, бих знам, и Министерството, перманентно во комуникација и со кабинетот на канцеларката Меркел и со председателот Макрон. Перманентно застојбите. Уште на 29 април Франција излегува со стратегијата за Западен Балкан, кој што никој не ја коментираше од ВМРО. Не се. Ние имаме писмо од трите сегменти на Европската Унија. Европскиот парламент, Европска комисија и Европскиот совет, кои што кажуваат дека нашата држава, Република Северна Македонија, заслужува да ги започне преговорите, да добие датум. И сега слушаме како само еден тајен фактор, да кажам, чинител вели не, ништо не чини. Тоа е спротивно од она што го слушаме. За да на вчерашната пресврт... А како дојде до овој пресврт, ако ставот, сите ги имаме? Значи, според вас, дошло до пресврт во позицијата на Франција. Ако внимателно, јас намерно цитирам други извори за да не се свати дека се ова мои индивидуални или нормално секој човек, нели е, секој индивидуа е субјективна, како што сме сите овде студиот. А комесарот Хан кажа дека принципот на кој што функционира овој пат, тоа го знае господин Милошевски добро, испорачува, има барања Европска унија и се испорачува Европска унија, испорачува државата, во овој случај нашата држава. Денеска беше соопштено по не знам кој пат дека се испорачавме, што беше буквално се. Јас не можам, не знам што вие читате и каде, но тоа е ваша ствар како позиција, ваша работа. Сега треба Европската унија да испорача. Ова што Шпигел го најавува како експлозија утре или задутре, не е само затоа да бидеме реални што тие по секоја цена ја подржуваат нашата земја и Албанија. За пакетот ќе разговараме позна. Туку затоа што кредибилитетот на Европската унија под знак на прашање. Европската унија вети 2018, па вети јуни, па јуни 2019 и сега вети во завршните заклучоци октомври. Веќе во прашање кредибилитетот, бидејќи ако не се испорачат тие ветувања, тогаш станува вистинско прашање што понатаму со регионот, што понатаму со тој проект и тој мотив, тој стремеш наречен Европска унија и како Европската унија утре ќе биде. Ставот на Франција е практично стоп за проширување, не... Ставот, јас апелирам да не преовладува оно што го чувствуваме од 2-3 дена, непријателски тонови и така натаму, ние треба да го разбереме, да разбереме загриженоста на Париз,
треба да почнеме да размислуваме како една земја членка на Европската унија, за да не само да примаме информации и да молчиме, туку треба да бидеме равноправни чинители на проектот како утре да имаме постабилна Европска унија и како таа да биде по-силен глобален играч. Тука е тоа што и ние тоа го правиме. И ние не го изгубивме овој период. Господин Милошевски тоа не го каже, верам го знае. Ние не изгубивме година дена, ние од минатиот јуни до сега го започнавме скрининг процесот, објаснувачкиот скрининг. И од 33 сегменти, 31... За овие години и толку поминавме такви процеси. Не, сакам да ви кажам дека така што на крај јасно е дека ни треба... работа што сакам да ја кажам. Да, тоа ми за почето. Да зборуваме што значи тоа што вчера беше донесено одлуката да се оди директно на самитот на шефовите на држави, Европскиот совет. Последен пат кога ние имаме таква одлука, тоа е 2005 година. 2005 не се донесе на сите нива одлуката, се отиде директно на последниот стадиум, тоа се шефовите на држави, на влади, и сега 2019. Тогаш добивме канадски статус, го соопшти нели Блер. Од 2005 до 2017, до 2018 сакате година, ние немаме таков стадиум да отидеме до таму. Кој е тој период? Тој е периодот на владење на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, тоа што за прв пат, откако добивме кандидатски статус, вие можете да се смеете, да изгражам аргументите, па кажете дека не сум прав. Ние прв пат ги поминавме и го поминавме и она формација на амбасадори, па потоа поминавме и формацијата ГАК на министри за надворешни работи. Прв пат дојдовме до нивото на шефови на држави. Зошто? Затоа што немаме вето од Грција. Зошто немаме вето од Грција? Затоа што го решиме проблемот, господине Милошевски. Некој работеше овие 2 години. Некој ја одблокира нашата држава од дното кај што бевме. И вие сакате да кажете дека тоа што укажуваат и Европска комисија, и Европски парламент, и Европскиот совет не важи. Ве молам. Да ви кажам неколку придружете ни се во овој проект, барем од вас очекувам подршка во овој процес. 2009 година, кога ВМРО-ДПМН беше владеачка гарнитура, 2006 добивте. За прв пат добивме позитивна препорака од Европската комисија дека земјата е спремна за преговори. 2010 година добивме визна либерализација и сите други работи кои што потоа следат. Не продолжете, не. Сакам да ви кажам. Не, нема да оставам вака. Продолжете пред да заминете како што пишуваше. Ќе ви кажам доволно. Ќе ви кажам сега. Имавме условна препорака. И сега ние што имаме? Или не се сеќавате? Ние имаме сега влада која што вика излезете на референдум, гласајте за Европа и сега вика дека ние утре, според ова што го збори господин Джерновски, треба да побараме одговорност од некого во Европската унија. Што се случува со извештаите последните 2 години кога бевте на власт? Доколку не се добие ветениот датум за преговори, тогаш ќе треба некој од владата да понесе одговорност. Дали тоа ќе биде Заев, Никола Димитров, Бујар Османи, не знам. Господине, но некој ќе треба да понесе одговорност. И сега да ви кажам, заробена држава според извештаите на Европската комисија. Дозволете да ви кажам. Јас знам дека не сака да ме слушнете, но ќе мора да одговорите. И за тоа ќе ви кажам. Што ќе кажете? Povedете. Ќе ви кажам и за тоа. Јас разбирам дека господинот Джерновски, како понов член на СДСМ, има желба да се истакне кај симпатизерите на СДСМ како до вчерашен председател на ЛДП, па сега стана член на Централен одбор на СДСМ и сака да се истакне во неговата категорично жестина, упорност и промовирање на филозофијата на СДСМ. Но очигледно е дека она што го спомена, власта верувала дека составањето на подпис на договорот од Преспа се друго е излишно. Се друго е непотребно и дека се е гарантирано и дека се ќе дојде на тацна. За вас е но затоа неважен. мислам дека Република Македонија од 2008 година заслужи да биде член на НАТО и наскоро ќе биде. Сега ми одговорите? И мислам дека она што сме го направиле ние како земја за реформа за да станеме членка на НАТО, го заслужуваат како кредит сите влади до сега од 91 до денес. А не само ова. Мине ми јасно кои се ставите на опозицијата. Јас очеков од вас да бидете оној во ВМРО-ДПМН кој што ги каже ние со власта треба да имаме различни ставови околу реформите во судството, социјалата, здравството, економијата. На тема ЕУ НАТО ќе имаме заеднички пристап. Вие сте носецот на знамето анти-ЕУ и анти-НАТО. Вие излеговте со лажна вест дека 7 земји членки биле против нашата држава и секоја утрента да ве демантира. Од министр за надворешни на Словачка Лајчек, до тогаш председавачот Романија, господинот Шамба, потоа сите еден до еден ве демантираа.
Наместо да сте фактор кој што ќе преднесува, вие станувате, не сакам да ви кажам, станувате подсмев во Брисел. Затоа што продуцирате такви вести. И не е важно што си штитите себе си, мене тоа не ми интересира ниту партијата. Штитите на нашите интереси. Може да се воздржате од такви работи. Вие треба да ја поддржите денешната влада во проектот. Вчера има изјава на портполот на ВМРО-ДПМНЕ, тука е, кај што кажува дека нечини економски ситуацијата, за никаде, Заев и целата влада. Имаше вечерва и изјава, ја имавме во вестите на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. За да на крај пресконференцијата завршува дека нели, се уште Македонија, дека Македонија како никош досега заслужува датум за преговори. Тоа е веќе нешто што јас не можам да го Не, дозволете, имам јас едно прашање. Велите вината ќе биде, тоа каже и лидерот Мицкоски вечерва, доколку нема датум, се знае дека вината ќе биде на владата, тезата што и вие ја застапувате, дека се ќе биде неуспех, освен чист датум за преговори, значи било какво одлагање, се ќе биде неуспех и владата. Од друга страна, германските, француските, сите весници, медиуми во Европа ја коментираат од чекањето на датумот, го коментираат исклучиво како лична одлука на Макрон, дека се должи на тоа што во 2020 го чекаат избори. Значи не се споменува толку Македонија, колку што се споменува улогата на Франција и францускиот претседател Макрон. Добро, на почетокот да кажам една работа. По однос на лажните вести, нема поголема лажна вест во авион да се сликате со лајкови, Заев, Димитров, Бујар Османи и Кочо Андјушев, 2008 година и да кажете историска одлука на ЕУ, добивме безусловен датум. 2018. И сега, затоа мислам дека таквото однесување, без разлика дали е за внатрешна политичка потреба или за рейтингот на премиерот, и таквите лажни вести создаваат анимозитет или иритираат во немала рака и во Брисел и во Париз. Вашите лажни вести иритираат затоа или не? сметам дека лажењето на Заев, дека сме добиле датум лани, а сега оди и вика не ги гасете звездите, сакам да го добиеме датумот сега, е најголемата лажна вест во историјата на Република Македонија. И не сум кажал јас, туку Заев кажал и Никола Димитров, дека доколку не добијат датум, ќе понесат политичка одговорност. Никола Димитров имаше интервју пред 2 месеци за European Agency, каде што изјави дека ќе ми биде тешко да се вратам дома, доколку во октомври не добиеме датум за преговори. И затоа сметам дека луѓето кои што ги повикуваа граѓаните да гласаат за смена на уставот и ја ветуваа Европа, доколку Европа не се случи, треба да им дадат шанса на истите граѓани на предвремени избори да одлучат на кого ќе ја дадат довербата. Според вас? Според мене граѓаните треба ситуацијата се нови избори, зошто мислите дека тоа е најпотребно? Доколку нема датум, сметам дека и на стопански план, и на политички план, и на коалиционен план во најмала рака во собранието, дека власта ќе има изгубено легитимитет и треба да им даде шанса на граѓаните да го потврдат или да го одземат тој легитимитет на владеачката партија или на опозицијата. Тоа сметам дека е решение. 4-5 прашања, не беше ни едно одговор и нема ни да ми биде одговорено, бидејќи јас да сум Антонио Милошевски, нема да одговорам. Не одговорите за вашите лажни вести. Вие водите комисијата за надворешни работи во Македонско собрание. Да сум јас на ваше место. Утредната да ме демантираат 7 земјичници, јас не би излегол од дома, не да отидам во парламент, не па да водам така битна комисија. Како продолжувате, не ми е мене јасно, но тоа си е ваша одлука. Вие знаете како ќе продолжите понатаму. Ние, без разлика на вашиот став. Ако се придружите, ако не, ќе продолжиме да го правиме тоа што го правиме во момент. Сите земји членки констатираат напредок. Сите велат дека за 2 години направен невиден пресврт до сега. И тоа не можете вие во една емисија, ниту било кој став на ВМРО да правиме да го... Ви имате право да го барате пред времени избори, тоа е легитимно право. Но на оваа тема, вие го покажавте, вие го знаете ставот, вие бевте од ИПП, од вашата матична партија повикани дисциплински да ви обяснат. Вие го блокиравте референдумот. Вие сте против овој процес. И секогаш и денеска и вечер ќе прашам која алтернативата не кажувате. Немате алтернатива, сам кажувате не чини владата, не чини владата, не чини владата. Не, вие треба да излезете со јасен став. Пак без разлика. Се вратам на работа на министерството. Ги исполнивме критериумите. Ја добивме оваа подршка, добивме денеска да
да се зборува за нашата земја како пример на регионот. И ќе продолжиме со нашата активност да бидеме чинител на стабилност во регион. И како што кажа, пак цитирам намерно други, за да не искачат така. Пофалби секојдневно добиваме, но... Не можам да разберам како и тие пофалби не се доволни, некој барем или тој што водел дипломатија да се освести, но очигледно моите очекувања се зални. Не се. Ке продолжиме понатаму да го работиме тоа што го правиме, да бидеме светол пример и да бидеме фактор на стабилност. Но, пак ќе кажам, ние мораме полека во нашата земја, почувајќи од Министерството за внатрешни работи, да се однесуваме како една земја членка која што ги разбира проблемите. Денеска не е најголемиот проблем ни туте на дневен ред, нема да биде најголем проблем нашата држава Албанија. Има сериозни работи за кои што денеска се дискутира во Европската унија. Брекзитот ќе направи дупка од 12% во буџетот, кој што се уште се формира како буџет. Денеска Европа размислува како да биде по-силен глобален играч и размислува за проширувањето. Меѓутоа, постои незадоволство од процесот досега кој што се одвива со оние кои што се преговара 5 од 7 години. Постои незадоволство од земјите кои што дел од земјите кои што од 2014 до 2013 беа дел од проширувањето и постои дебата за внатрешните промени, за нов модел на функционирање на Европската унија, што ние треба да го разбереме. И оваа влада и ова министерство не само што ќе го разбира тој процес и ќе го поддржи. Да, нас ни треба поголем мониторинг и поголема контрола под нас, мислам на Балканот, на сите земји што претендираат да бидат. Мислам дека на граѓаните поише им треба поголем мониторинг. Јас и тоа ќе го кажам, јас ќе ги цитирам, нема да кажам кој, ќе го цитирам колегата од Министерството за внатрешни работи. Не, согласуваме со Макрон како граѓани. Нашиот колега од Министерството за внатрешни работи Франција рече доаѓа приот со мониторингот, кој што ќе биде пеколен за политичарите и кој што ќе биде прекасен за граѓаните. Да, тоа го поддржувам. Да се надиваме ако дочекаме, да. Убаво е да се слушаат вака реторики за европски манири, како ние треба да се замислиме како една земја членка на Европска унија и така да делуваме. Но еве денес во собранието стигна предлог закон по скратена постапка со европско знаменце за измена на законот за тргување со опојни дроги. Зошто? Фамилијата на премиерот е влезена во бизнисот со марихуана, има останато големи количини на неупотребена марихуана, непреработена, а не смее да се тргува со неа доколку не е медицински, не е масло за медицински цели. Затоа дојде на полноќ Биг Майк и затоа сега ние со европско знаменце во собранието нема никакво согласна регулатива. Треба да гласаме за закон за опојни дроги заменување. Втората работа што сакав да ја споменам. 2 години државата нема главен државен ревизор. Тој ги контролира работата на општините, на министерствата, на агенциите. Зошто власта не може да се договори? ДУИ има еден фаворит, СДСМ има друг фаворит. Ние збориме за Европска унија, главниот државен ревизор во таа комисија, опозицијата го има мнозинството, СДСМ и Мухамед Зекири како пратеник од СДСМ бара паузи и одложување на седницата затоа што нема договор. Секогаш била редовна закажувана комисијата од страна на колегата Илија Димовски, но нема договор од страна на власта. И сега ние имаме од една страна имаме за јавното обвинителство, имаме еден висок функционер на ДУИ, кој што учествуваше во подготовката на законот, сега е градоначалник на Сарај, господинот Блерин Беџети, кој што вика премиерот ми се јави да влијам во судскиот совет за одредено гласање за одредени судии. За законот за јавно обвинителство вие ја предводите комисијата. Јас ја предводам комисијата која што разговара на предлог законот кој што беше изготвен од страна на Рената Десковска и на Блерин Беџети. Блерин Беџети тврди дека премиерот му ургира да му влијае на Републичкиот судски совет. И сите овие работи некои европски амбасадори тука ги знаат и ги известуваат. И не известуваат дека блескаме. И тоа е проблем. Тоа е еден дел од проблемот. Јас оваа тема не би отворил. Ќе ви кажам зошто сум на ваше место не би отворил. Нема договор за јавното обвинителство бидејќи ВМРО да помене ја представува политичар пратеник, поранешен министер за внатрешни работи, кој што има постапка пред судските органи. Знаете кој тој? Антонио Милошевски. Вие немате интерес да донесете договор, да донесете заклучок. И како ја отварате оваа тема, кога знаете што ќе ви кажам? Го познавате Мирослав Шиповиќ? Добро, поведете. Што тврдеше Мирослав Шиповиќ? Што тврдеше? Кој е најголемиот корумпиран градоначалник на општина Центар?
Да, и сега Зошто не се кандидиравте за градоначелник на општина Центар? Со што ве Господине оценија? Зошто Милошевски, преминавте во СДСМ? Господине Зошто шипови збори? Познате ви се луѓето кои што ги спомнува Познати ми се Жарко резултатите. Пачемски и другите? Господин Милошевски, два Немојте тима од финансова полиција, човек од два тима од финансова полиција го човек од испитува моето градоначалник за работење заменик секој министер ден од оди вашата само ако има партија. некаква Ке уцена. го спомнете Центар. И Јас вие ви што правите кажувам, за Центар? Јас Јас не ве разбирам. да ви кажам, дали ги знаете фирмите кои што работеа во општина Центар, кои што се Да ви- Флорастат Добро. и Деконком и Жикол? И дали знаете дека тие фирми беа во блиски релации со близок роднина на претходниот премиер? И како ви одеше соработката? И сега? Да добиле тендер, што сака да кажете? Не само што добиле тендер, биле единствената фирма која што добивала тендер долго време со Тендер, дисквалификација господин Милошевски, на другите да, конкурентни господин фирми. Милошевски, тендер се добива со најниска понуда. Тоа го Сега ќе ви кажам известуваше нешто. Шиповиќ, кој што Братот на беше Латас, председавач на Советот од Нема да страна го на однесувам СДСМ. друга тема, ќе вратам Не ви на однесувам на темата, друга дека тема. преговарате Ви во името на кажувам ВМРО дека ДПМНЕ тој со најавуваше поставка дека ќе поднесе кривични пријави против вас, но потоа кога се случи дилот Жерновски СДСМ, Жерновски не се Дил. кандидира за градоначалник, стана замек министер, веќе нема тема. Затоа зборот ми е, А вашата постапка до каде? не знам, вие знаете, вие сте пријател Јас со не знам Катица Јанева, со како кој што постапка знаете да тогаш. преговарате. И ова е исто тема Значи, на Бојан Јовановски, извинете. Значи, вие бевте тој кој што со него се фотографирате, со него имате меморандум за соработка, со него најавувате некакви проекти, значи се знаете, му верувате, гледаме до каде однесе таа тема. Тоа се случи најголемиот рекет во Република Македонија кој што се уште одлично веројатно ќе што се го развива. поставив тоа. Вашиот колега доби тужба за клевета затоа што кажа дека парите од општина Центар одишле таму. Па се извинуваше на Facebook. Кој колега? Тој што оди да го посетува. Јас не знам дали Груевски во ова Будимпешта. дали не знам дали навлегам во ова природата на лажна вест, посетата. но овде Не, сте вие на дозволете, фотографија дозволете, со Бојан точно, Јовановски, точно, со Боки дозволете. Тредичи. Да, има и бекам Вие слика, сте и со имале бекам некаква слика. И соработка, сте потоа се имале... извинуваше на Facebook зашто никакви пари од општина Центар не отишле таму. А се уште еднаш ќе ве прашам. И јас ви кажувам Уште дека еднаш ќе ве вие прашам. како Како ве човек, поставија вас да преговарате за јавното обвинителство? тоа кога треба имате да го предмет, прашате а тоа е она господинот, што дело земите тоа треба да ја забележува. прашате Рената Не, Десковска. треба да се повлечете тоа од треба да ја процесот затоа што прашате има поставка премиерот против Заев вас. и тоа треба да го прашате Бујар Османи. Како вие гласавте за премиерот Заев да биде премиер во момент кога седеше обвинет на судска клупа? Зошто го гласавте тој човек? Ако овој принцип денес е ваш принцип, вие не требаше да гласате за премиер. Требаше да кажете направи пауза, па потоа ќе видиме дали си ти чист И или вие не. вашиот случај ќе го Јас мерите со... сакам да кажам дека вие имате едни принципи кога станува збор за Заев, каде што гледаме Не, дека не, зема не, не, подкуп вие и имате прави едни принципи рекет, кога сте на а имате власт, други други во принципи опозиција. кога сакате да бидете поголем Вие сте сила во моите самомојот. очи, во очите на граѓаните, десната рака на Груевски. Вие сте оној што ја донесе дипломатијата во овие рамки. Тоа сте вие. Вие не можете да избегате тоа. Видете, Може би сака да се представите за за некој господинот Груевски најдобро е да си Кога го прашате колегата Оливер Спасовски и господјата обвинителка Вилма Русковска, докаде е извештајот кој што касни една година за заминувањето на Груевски од Ајде за државата. принципите ваши. Прашајте ги нив Ајде и нека ви ајде за објаснат и не принципите молам на ваши. влада побарате Пративте политичка писмо- одговорност. Пративте писмо до Ајде уште ова, само што, бидејќи на вистина друга тема до имаме. колегите од парламентите во некои земји, така? Подпишано е со Република Северна Македонија. Горе има меморандум Република Северна Македонија. Собранието има меморандум. Не може Не собранието никој можете да го вакви смени. одговори мене да ми да. Не мене, на Собранието граѓаните. има меморандум. Значи, вие дома и во партиските простори сте против тоа име, ама надвор ќе користите тоа име. Тоа е лицемерие. Собранието има меморандум. А зошто И се не подпиш- може тој меморандум, Можете вие никој да нема право да го пратите, смени. ама не ви е добар одговор. Прочитајте го писмото и Не ќе ви е видите. добар одговор. Оваа држава, според мене, моите родители и другите луѓе кои што сме растели тука и сме се образувале, сме се воспитувале, имаме право, сме имале и имаме право да се нарекуваме така како што се Не, вика друго ве прашав. Македонија. Вие сте ова или не сте ова? Затоа ви Не, кажувам не знам јас. дека ако сметате дека Очи тоа е пописи ова. погрешно што сум пратил писмо до европските Со- колеги, Не, тогаш писмо- до ред. не, Ако сметате дека е Писмото- правилно, тогаш писмото ќе го демантирате поздравувам. тезата која што кажавте Зошто на со Република почетокот. Северна Македонија? Ќе ми одговорите или ќе ме Меморандумот носите на пак за... собранието е Тоа ви е институционална. сериозен одговор или одговор ви е? Каков меморандум имате вие во МНР? Зашто не го дадете, зашто не го пратите на обичен лист со ваш подпис?
Како да пратите од институција која што има меморандум нешто приватно? Вакви одговори, Така што, затоа сте мислам во дека ваква ситуација кај што гледаме да помогнеме колку што можеме во процесот на евроинтеграција. Не го признаваме името, ама го признаваме но името. доколку не дојде до она што го очекуваме и она што беше најавувано, треба да има политичка Да се одговорност. вратиме на конструктивните теми овде џабе гледаме. Политичка одговорност, дали политичката одговорност, доколку нема датум, ќе биде само на владата, како што Ако јас сум барал или опозицијата, или каде ќе ги би бил доживувавме, тука, тоа е за двајцата прашање. ова се весниците која стана Милошевски министер. Се топи европската подршка. Македонија надвор од Евроколосекот, Еврокомисарот Рен ни даде единица за политички критериум. Тоа е годината која доаѓа Милошевски. Ако тогаш сум барал одговорност за овие наслови, треба и денеска се бара одговорност од ова влада. Но, доколку не беа исполнети критериумите. Да излезеше денеска Хан, Туск, било кој, новата комесарка, председател на Европската комисија, да излезе да каже ние побаравме од Република Северна Македонија тоа и тоа, и тоа не е исполнето. Да, немаше ни јас овде што да одговорам. Меѓутоа, кога сите велат дека е исполнето се, пак велам, цитирам, се што е побарано и повеќе од тоа, тогаш јас не гледам кој е тука мотивот да се бара одговорност и кога чинителите во Брисел кажуваат дека се до нас до Брисел, да треба да го верификуваме. Денеска пак ќе кажам кредибилитетот на Европската унија е ставен под знак на прашање. Опозицијата ќе се продолжи со својата риторика, ние ќе се продолжиме со својата работа, ние ќе инсистираме на професионалност во работењето на МНР. За тоа како ќе изгледа Македонија од сакам да подискутираме, вие сте водител да подискутираме. Господин за тоа како работеше МНР во времето на Милошевски. Да ги смениме местата. Вие да сте сега на власт би поднеле оставка доколку нема датум за преговори со ваква со исполнети критериуми, признанија, меѓутоа еве да нема доколку јас би бил министер за надворешни работи или премиер кој што играл, како што кажа премиерот Заев, all in на процесот на евроинтеграција и го направил тој контраверзен референдум и ветил евроинтеграција и при тоа кажал доколку нема датум референдумот не беше критериум, подпишувањето на Преспанскиот договор, сега да не ги тогаш би дал оставка доколку нема и повтор пат датум кој што лани сум го прославувал. Лани господинот Джерновски, Димитров, Заев, Шеќеринска, други беа на плоштади, пеа песни, се потрошија 100.000 евра за добиениот датум од Европска унија. Ова е прашувам бидејќи во ВМРО ДПМН дури беше на власт, оставки не слушнавме, така да мислам дека сме слушнале. Која е таа оставка? Јас сум имал личен пример, но како и да е, вие може да говориме за други. Се повлековте, меѓутоа причините дека доколку премиерот Заев држи до својот збор и министерот Димитров, треба во петок навечер до собранието да поднесат оставки доколку нема датум за преговори со Европската унија. Тука ќе направиме една пауза за реклами и се враќаме на дебатите. Продолжуваме со вечерашната топ тема. Дебатираат Антонио Милошевски и Андреј Жирновски. Пресконференцијата на Меркел и Макрон во Тулуз заврши. Според информациите што ги добивам, би имало прашање околу датумот за преговори за Македонија, на која францускиот претседател Макрон одговорил прилично неодредено. Првата порака што ја испратил е дека и одава признание на Северна Македонија за она што го направи. Втората порака е дека сака да испрати јасна порака дека Западниот Балкан има европска перспектива. И третото дека процесот треба да биде и реверзибилен, меѓутоа дека сегашниот процес на пристапување во Европската унија е апсурден. И како пример ја зема Албанија, која има визна либерализација и најголемиот број азиланти дека доаѓаат од Албанија и дека Европската унија, тоа го илустрира, функционира како една несредена куќа во која нема место за нови братучеди. Тоа е изјавата на Макрон на Акусо, додека германската канцеларка Меркел кажала дека има сценарија да се испрати позитивен сигнал, повторувајќи ги позициите на германскиот Бундестаг.
Како, господине Милушовски, ги коментирате изјавите и на Макрон и на Меркел? Како вам ви изгледа во моментот? Да бидам искрен, изјави и пофалби сме имале често во изминативе 20 години. Некогаш повеќе, некогаш помалку. Изминативе две најмногу. 20. Изминативе две исто така. Но на крајот, исходот не бил дали фудбалскиот тим погодил пречка, туку дали постигнал гол. Без разлика која била причината. Причината, барем допред 2 години, знаевме дека е ригидниот став на Грција. Сега имавме ветување дека постапките на владата тоа ќе го отклонат и Македонија ќе има отворен пат кон ЕУ. Затоа премиерот во собрание еднаш кога го прашав за неговиот лажен пријател со Макрон, советникот Љупчо Зафировски, зошто е ангажиран како негов советник, кога имаме податоци дека не живее во Франција и не го познава ниту Макрон, ниту луѓе од неговиот кабинет, премиерот Заев со известна доза на преголема самодоверба, вика: господин Милошовски, ќе видите во октомври како ќе гласа Франција. Затоа сметам дека ако тогаш некој друг му гарантирал каков ќе биде ставот на Париз, или македонското МНР му дало поинаква проценка, може би бил доведен во заблуда. А ако ги имал точните информации, требаше не денес, туку вчера да биде во Париз, да оствари средба лично со претседателот Макрон. Ако веќе ова го сметаме за можна средба со историјата, тогаш треба да знаеме каде е вратата на таа историја. Доколку нема одлука за датум за преговори, сметам дека премиерот Заев и Димитров ќе треба да си поднесат оставки, а владата да размисли и коалицијата кој можен предвремен термин би одговарал за избори на кои што граѓаните ќе одлучат во кој правец треба да се движи државата. Господин Жириновски, како вам изгледа во моментов овие? Има ли простор за оптимизам? Ке бидам сосем отворен, мене ме радува недефинираниот став, што дава право да останеме оптимисти до последен момент, затоа што постои простор. Впрочем, тоа го кажа и министерката, да кажеме, за надворешни работи на Франција, која што каже дека Франција не сака и нема да постави вето. Убаво почнавте цитатот Макрон, на кој што претходно се покојаше Милошевски, оддаде признание за тоа што го стори Република Северна Македонија. Значи остана само ВМРО да поне Милошевски да кажат дека ништо не е сторено, тоа е нивна работа. Ве слушам дека 20 години сме добивале пофалби. Тоа е прилично смело се каже од шеф на дипломатија во чие што време ние станавме заробена држава. Ако сакате уште еден цитат, државата е во ќорсокак, тоа е извештајот на Европската унија, и ние имавме последните години условена препорака. Од толку критики да се каже дека ние перманентно сме добивале пофалби е нешто што не знам со каква смелост го кажувате. Не и се. Пак ќе кажем, ние ќе продолжиме и понатаму. Ние објаснувачкиот скрининг со уште 2 поглавја го затвараме. Ние дури, тоа на комесарот Хан што кажа пред неколку месеци на пресконференција дека ќе ги стигнат оние што веќе преговарат, мислејќи на Црна Гора и на Црбија. Оној дел што го имаме само како МНР, тоа е заедничката надворешна безбедносна политика, 95% ние веќе усогласен со АКИТО. Што значи вие кои ќе го отвориме, се надеваме процесот, ние веднаш ќе го затвориме. Да, но господине Жирновски, што треба да се случи во Македонија, еве, во петок попладне, ако не добиеме. Остануваме да чекаме одлуката, веру. Точно дека не ако не добиеме датум, јасен датум, продолжуваме по тој пат, барем оваа влада. Мислите дека ништо нема да се смени? Ќе се смени прво, пак ќе цитирам Хан, пак употребам цитати од причина да не бидам субјективно сватен. Мислам дека ќе се прати многу лоша порака до регионот. Комесарот Хан не случајно го спомна диалогот Белград-Приштина, кажувајќи дека тогаш пораката би била дека што и да направат оние што имаат аспирација да бидат дел од европското семејство, нема да биде наградено ниту вреднувано, нема да биде наградено, ќе биде вреднувано, затоа што тогаш нема да има мотив, ниту ќе се случат тие разговори, ниту ќе има зошто. На нас сите во овој регион мотивот ни е патот, членството во Европската унија, затоа ги правиме овие реформи, ги правиме поради нашите граѓани, но мотивот да седнеме да разговараме, мотивот да направиме болни компромиси кои што се цитира, е затоа што сакаме да стигнеме до таа цел.
да не го забравяме НАТО, каде што сме де факто веќе членки, уште 5 земји и де јуре. Но нема друга алтернатива, барем јас не ја гледам ниту ова влада, ниту ова гарнитура ја гледа таа алтернатива. Нашето место е во Европската унија и во НАТО. Ако има некој друго сценарио, време се Никој каже. не спори за стратешките определби, но ова што да кажува завршам. Жерновски е во контрадикција со тоа што Заев го изјави во Виена денес, пред да заминат во Брисел, нели имаше некаков семинар или средба во Виена, на која што премиерот Заев кажа, ако е неговиот збор помалку вреден од зборот на заменик министерот за надворешни работи, тоа е друга работа, не се мешам, но тој кажа доколку не биде донесена одлука за датум, владата во Скопје ќе биде мртва или не знам кој израз го употреби, дека владата ќе падне, дека владата ќе го изгуби мнозинството. Во таа смисла. Значи, а тоа кој што е го мотивот тоа на што го ВМРО кажа ДПМН да дојде на власт во држава која нема датум за преговори и европска да не се разбереме погрешно. Дестабилизира. Да не се разбереме погрешно. На сите граѓани во Република Македонија, вклучително и на опозицијата, уште повеќе и одговара ние досега да добиевме или сега да добиеме датум за преговори. Затоа што нас може премиерот Заев да не манипулира што разговарал со Блерин Беџети и дали ургирал во судството. Но не може да ги да манипулира луѓето од Брисел. Кој концептот што нудите Затоа различен сметам во дека влада? ние нема да се смени стратешкиот концепт на државата. Стратешки државата ќе проложи кон евроатлантските интеграции, но нема да биде никакво изненадување доколку се смени владата. И затоа викам, јас не сум тој кој што одлучува која влада ќе биде во моментот одговорна во Република Македонија, но доколку една влада не ја исполни најголемата карта јадот на која што игра и има потврлување на тој план, тогаш таа влада треба сама да побара да си го потврди легитимитетот. Самиот премиер Заев, заменикот Жерновски, министерот Димитров и министерката Шетиринска да речат сакаме да излеземе на избори за да ни потврдите дека сме во право и се движиме во добра насока. Вам изгледа дека зошто мислите на граѓаните дека изборите им се значени? На граѓаните изборите им се право. На граѓаните изборите им се право затоа што оваа политика која што се одеше со цел капацитет на картата ќе смениме име и ќе добиеме се, очигледно е дека неуспешно. И самиот велите затоа дека треба да се преиспита. затоа треба да се преиспита. И самите велите дека навестуваат оставки, затоа и ве прашувам. Затоа викам, што вие нудите за да ние ќе понудиме реални различни реформи кои што се соодветни со потребата на граѓаните. Реформите се знаат, оваа влада гледам дека смета дека смената на името, е доволна за да покрие се. Затоа мислам дека играњето на таквата карта сменивме име, па сега и гледате сега што. Некои реформи зависеа од вас, другото што го спомена. Законот за јавно обвинителство и него. Тоа законот за јавно обвинителство зависи од цел парламент, но најмногу зависи од Министерката за правда дали е добар менаџер да го постигне тоа. Денеска Заев исто така истакна дека ако не ни дадете датум за ЕУ, ќе се зголеми влијанието на Русија, Кина и Турција, а тие не ни носат демократија. Точно, да ви кажам, не гледајте сега зошто тезата е погрешна. Што значи тоа? Тоа значи дека премиерот на една држава која што утре ќе стане официјална земја членка на НАТО, се заканува или проценува дека таа земја членка на НАТО, доколку не добие почеток на преговори со ЕУ, ќе биде земја во која што руското, кинеското или турското влијание се заголемива, а Турција е на крај до краиштата и членка на НАТО не е. Затоа мислам дека плашењето, аргументите на стравот дека нешто ќе се случи, нешто страшно, нешто големо, радикално, нешто регресивно, не се аргументи кои што еден премиер треба да ги користи за да го убеди председателот на Франција. Дозволете. Овие збори доаѓаат од поранешен шеф на дипломатија, зборува многу за состојбата во партијата. Вие се представувате дека кога ќе дојдете на власт ќе понудите друг концепт. Вие, што се персонификација на владата, што не турна во ќорсокак и во дупка, во целосна блокада и сега се представувате ќе донесете нешто ново. Дозволете, не прекинам, дозволете. Таа влада си имаше свој мандат и заврши мандатот. 11 години, а сега ќе дојдете вие нов препороден. Вие сте влада. Второ, да ми зборувате дека нема влијание на Русија, Кина, што сте постигнале недозволиво и е непознавање на дворешна политика. Јас ви кажувам што збори премиерот Заев.
Во нашата Како може држава во земја членка на НАТО тој да истакне ајде да зборувате дека паметно па да ве слушам. влијанието ќе биде Дозволете, земјата ја претвора во во тројански оваа конј. држава пред 10 дена дојде Помпео. Дојде првиот човек на Стейт департамент за надворешни работи. Последен пат ранг таков имаме 2001 година. Што значи дека додека сте на власт бевме целосно одминати. Дали познавате некој министер за надворешни работи кој што има подпишано договор за стратешко партнерство со Америка? Доаѓа подпредседател. Познавате ли министер за надворешни? Кој што подпишал, слушав, небулози да ви ги слушав. Кој што подпишал декларација за соработка со Соединетите американски држави, со државен секретар. 2015 година доаѓа подпредседател. Се молам, знаете како? Овде сега одиме на некој бледи, не се бледи. Одиме на некој површни реторики, додека сте на власт, кои што сакаат да ја покријат како недостатокот на резултатите Значи, пак во ви самата влада. кажам, кога ви доаѓа калибар од Помпео и пред тоа заобиколуваат државата, ви кажат што се случува со таа држава и никој не доаѓаше тука. Дојде подпредседател Пенс и ја заобиколи државата, отиде во регионот. Тоа е тоа што се случува денеска промената, што вие не можете да разберете. Вие 500 пати ве прашавме која алтернативата, денеска ве прашуваат, немате алтернатива. Освен што се обидувате да покажете дека направите нешто што не сте го направиле. Останува. Тоа во државата не е спорно. Ја бутнавте државата. Алтернативата ќе биде само политичка. Смената на власта е алтернатива за граѓаните. Ние ќе продолжиме со професионалниот однос на МНР. Последните 10, дозволете, последните 10 амбасадори кои што ВМРО ДПМН многу кусом минута време. Последните 10 амбасадори кои што ВМРО ДПМН ги прати надвор имаат вкупен дипломатски стаж од 28 години. Од кои што 7 амбасадори се со нула стаж. Ајде да го отвораме ова прашање, по амбасади ни се празни, 10 последни амбасадори. Не, јас имам едно прашање за крај. Ќе ви кажам зошто. Таков дилетантизам во надворешна политика ви го Господине Жерновски, 3 години сте на власт. Добре. Имаме и нов председател, амбасадите ни се празни во вакви клучни моменти, да ви кажам Иванов, како што која е стратегијата на Иванов? Да, има само професионални дипломати. Колку време господин Пендаровски не може да се политиката, нема договор 5 месеци, не можете да се договорите. политиката на Антонио Милошевски, гледајќи на кај исток. Јас седам до него во Њујорк. Да, дека немаше го покрива. Јас седев истиот ред. Го покрива името Former Yugoslav Republic of Macedonia. Оди да настапи бранејќи го името. Тоа се небулозите. Не гледам кој испречува да нема амбасадори. За крај, доколку добиеме датум за преговори, господине Милошевски? Ки признаете на владата дека сторила се што било потребно? Кој ќе биде тогаш ставот на опозицијата? Доколку добиеме датум, тогаш и што вие ќе правите како опозиција? Ќе го потврди она што го ветила. Тоа не е спорно. Ние како опозиција го очекуваме тој момент, затоа што тогаш, без разлика кој е на власт, добивате уште една конструктивна, но една прилично ригорозна, стрикна опозиција во Брисел, која што ви прави рентген снимка на се и не можете да ги манипулирате. Вие не можете да ги манипулирате нив дека треба да се стави европско знаменце на законот за јазици. Не можете да ги манипулирате нив дека треба по скратена постапка се водат не знам колку постапки. Не можете да ги манипулирате, не можете да ги манипулирате нив како што прават одредени, да речам, политичари со одредени закони тука за селективна амнестија на некои пратеници кои што гласале или не гласале за или против уставот. Не можете да ги манипулирате со одредени судски процеси во кои што лично е заинтересиран премиерот како да се одвиваат. И на крајот од криштата, нам сега збориме за Франција, клучна тема е, но ја имавме и Холандија, и Данска, и други земји кои што има прилично сериозни забелешки или позиции кои што требаше да се третираат. Ние немаме амбасадор во Холандија, немаме амбасадор во Данска. И кој е крив сега? Тоа што се случило пред 10 години, некој ни е виновен што денес немаме амбасадор во Дански, немаме амбасадор во Хаг, што немаме амбасадор во Вашингтон. Датум, нема да има потреба, нема толку да инсистирате на избори, ќе може да ги почекаме и редовните. Јас ви кажав, ги употребувам зборовите на премиерот Заев. Ако тој си го почитува својот збор, вети дека доколку нема датум, ќе поднесе оставка и ќе има избор. Но доколку има, тогаш ќе испадне дека бил добро убеден и имал добри проценки во она што му го сервирале. Во моментов јас гледам дека не постои добра координација на ниво председател на влада и министер за надворешни работи. Доколку имаме датум за
преговори. Беше спомната Холандија. Холандија е многу гласна и јасна околу својата подршка. Без пред емисијата го потврдија ставот во врска со подршката на нашата земја и визави Албанија, така да не го разбирам аргументот. Останува Франција, со која што треба се разговара, очекуваме се разбира да биде позитивно завршено утрешното, односно најверојатно за залото ќе остане одлуката. Остануваме докрај оптимисти, остануваме докрај посветени со нашите пријатели кои што ме поддржуваат, кои го поддржуваат проширувањето, кои што поддржуваат оваа агенда, кои што поддржуваат кредибилитетот на Европската унија да остане. Многу ми е жал што имам чувство дека ако не се добие датум, има прослава во ВМР да поне, тоа е проблем нивен. Пак велам, докрај ќе продолжиме и нема назад од овој пат. За нашата држава нема алтернатива. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Ви благодарам за учеството. Останете на Телма, имете пријатно.